Фондот за здравство ја разгледува можноста да се зголеми породилното отсуство на 12 месеци. Првиот човек на фондот Сашо Клековски вели дека во тек се анализи низ кои треба да се утврдат и финансиските импликации од евентуално таквата мерка, но и нејзините потенцијални ефекти. Се обидуваме низ анализата да видиме колку се тие боледувања пред породилното и после породилното поврзани со истиот процесот на бременост и имање дете. Во зависност од тоа може да видиме како можеме да го подобриме механизмот, бидејќи ако имаме чести пред и потоа боледувања, за мене и треба да се мислиме на промени во системот на породилните. По реакциите за доцнење на исплатата на парите за породилно отсуство, пак Клековски вели дека проблемот е што се обработуваат рачно и во тек е воспоставување на стандардизиран систем со кој нема да се повторува тоа во иднина. Ние во април месец направивме рекордна исплата за боледување од 511 милиони денари. Јас се извинувам на сите поединечни случаи каде што сме предизвикале нелагодности и доцнења, се обидуваме да најдеме начин како можеме да ги стандардизираме пресметките кои сега се прават рачно во подрачните служби на фондот. Истовремено фондот прави анализи во делот на боледувањата, откако беа утврдени неправилности во нивното користење. Клековски најавува зголемување на контролата со што би се спречиле такви злоупотреби во иднина. По Министерството за внатрешни работи сега и Министерството за одбрана побарало од фондот да ги провери боледувањата во секторот. Претходно контролите во МВР покажаа дека секое пето боледување било со неправилности и злоупотреби.